Почитувани слушатели на Македонската радио програма и вие FB пријатели кои ќе не следите оваа вечер. Јас се наоѓам во Смилјево, во кафаната Костенче. Разговор ќе водам со господинот Томе, собственик на оваа кафана. Инаку ние дојдовме да ги посетиме спомениците на илинденците, исто така да го посетиме и паркот на илинденците. После полагањето на нашите свежи цвеќи на овете места, дојдовме во оваа кафана, убава македонска кафана, уредена на македонски начин и почнавме еден разговор со газдата околу присуството на Каракачанов овде на споменикот на Даме Груев. Инаку Томе е исто така од Смилјево, од ова револуционерно село и драго ми е што прифативте да направиме разговор за македонската радио програма. Сте присутни во селото. Така, моето прво прашање сакам да ве запрашам, бидејќи станува збор за едно големо историско македонско село со револуционери, со големо име за нас македонците од целиот свет, еве и во Австралија, ние знаеме и се интересираме за Смилјево и за конгресот Смилјевски овде кој беше донесен за Илинденското восстание. Но меѓутоа околу тие работи нема да зборуваме. Јас сакам да ве запрашам како се случуваше доаѓањето на Каракачанов или на бугарското ВМРО овде да го слави Даме Груев како бугарски револуционер. Ве видите, тоа има уназад негде 6-7 години, од кога почна Диди Каракачанов, Закариева. Идејата е со договор на Министерството за надворешни работи, тука Министерството за внатрешни работи, а кај мене идеја вака за оброк, еден ручек јадеја и си одеја. Ама една година тие идеја 2 недели пред нашиот Илинден. Така. Тие го славеа спрема Грегоријанскиот календар 2 недели пред нашиот Илинден. И идеа неколку години и една година дојде, ама стварно испадна неубава пречек излизанив или добре дојде за нас беше, за да можеме да се ослободиме од идењето на бугарите во Смилјево. Така. И еве 2-3 години нема дојдено. Кој кој што дава интервју. Што се случи? Кој што дава интервју многу пати, сето беше во интерес нивна. Значи вас ве представува како бугари. Така. Дамјан Груев го смета за бугари. И еднаш дојдоа последните пред 2 години, последно, и тој ќе му биде и последен пат да дојдат, мислам. Таму ке споменикот седеа, интервју дава и дојда тука да јадат. Ама јас имав организирано во кафаната луѓе што работеа, на секоја маса си има вклаено чаша од Дамјан Груев. Да ја покажи, не? Еве ова чаша. Да. На секоја маса, оти ова е наш човек, револуционер на сите, мислам, македонци, без разлика кај се и шо се, и ние се гордееме со ова, а не да се срамиме од ова. И дојдоа да јадат тука, јас имав знамина македонски наредено, ни цела кафана, и дојде тој конзулот во Битола шо е, заедно со бугари, наши бугари, што се смета побугарчени бугарофили, и ми велите, речи, господине, многу провокативно ти е во кафанава. И одам, јас мам, шо е провокација гледате вие во кафанава? Рече, многу знамина македонски има во кафанава. И ја мам, знајте кај се најдувате вие, господине? Знам, рече, во Смилјево. Не си во Смилјево, ти си во срцето на Македонија, мудо. Така? Да. Исто и споменик имав на обележја македонски кладено пред да дојдат тие, кои ти знаевме дека на тој ден ќе дојдат. Добро. И ми вели, оти кај споменикот, рече, знамина има толку наредено. Па ја му тој се бореше за тие знамина, а не за вашите, реков. И тој да може да воскресни, да оживи, мислам дека еден нема да останете тука. Со овие зборови му си изрази. И
Дојде во кафанава и ми вели, ди фатам знамината што се македонски, овие да дајал интервју за Бугарија. И му реков, јас тој филм нема да го гледаш. Тој сон заборавил. И почна рече, не можеме тука да јадиме, ако сакаш рече, пакова и оброците, ќе јадиме ке спомените. И јас во очи му реков, овде нема вода за вас. Не камо ли јадење. И еден по еден си замина и со слободив неве 2,5 години нема дојде. Нема стапната? Не. А вие со јадењето што направивте? Со јадењето јас не фрлив ни еден оброк. Луѓето од поближните градови сака да слушнат човек како е свидеа и што има за ручек и мурам јадењето од бугарите, ќе го делиме да не го фрламе. Бесплатно или си плаќа? Си плаќа луѓето, ама ништо не изгубиш. Ама вие му кажавте? Му кажав, да, сета работа како е шуе и тите луѓе благодарни беа и сето беше со аплауз. Мислам, на ниво беше сето супер. Така, значи направите една голема патриотска работа, македонска работа. Не, мене ми беше и криво многу. Така. Што те понижуваат, идат тука, со може договор имаат со Министерството, било како, ама едно село со таков револуционерен човек да те срамат тука, не и долекуваш. Не се трпеше? Не се трпеше поќе. И реков, ќе заборами на пари и на све, ова работа да не се случва поќе. И од тогаш еве нема никој дојде. Значи нема дојдено? Не. Ниту едните, ниту другите? Никој нема дојдено, ама и мислам дека нема ни да дозволиме поќе, ни да дојдат, ни тие на друг начин може да влезат да стојат, ама на ваков начин не. Добро, ние тие интервјуа нивни ги гледаме на македонските телевизии или бугарските телевизии. Кај вас дојде некој медиум да ве праша за... Не, медиум немаше дојдено. Така? Си имаше обезбедување нивно. Па не требаше обезбедување за тоа, нели? Тука станува збор за еден голем настан, за еден голем гест од ваша страна. Не може да дојде како собственик. Мораше да има обезбедување. Па не од нашите медиуми зборувам, од нашите. Не зборувам за нивните медиуми, за нашите зборувам медиуми, дали дојдоја да ве прашаат вас за настанот, за овој гест кој го направивте во чест на македонскиот народ. Не ми дојдоа, нема ни потреба, јас сум самиот задоволен, тоа што испадна така и мислам дека ќе се гордеам со тоа. Нема потреба никој ни да иди, ни да кажува. И да кажува. Добро, јас ви сум благодарен многу, почитувани слушатели, еве јас морам да му честитам вака и да се види. Фала ви за присуството и поздрав до сите селеници и наши странство што се Австралија. Пак и имаме во Австралија, да. Канада, било каде што се, и да не се плашат, да се гордеат со името Македонија. Посебно со Даме Груев. Така. Даме Груев е еден од нашите први револуционери, рамен апостол на Гоце Делчев и останатите, основоположник на Македонската револуционерна организација. Тука се и моштите пренесени нели од Русиново и ние сите се гордееме и посебно за мене оваа вечер, овој ден е многу горделив, многу убав, затоа што за прв пат доаѓам во Смилево. Да, прв пат доаѓам во Смилево и да ги видам овие историски настани и да ја слушнам ова... Ама не, тоа срамота беше во едно село револуционерно, со револуционери прочуен во свето, да прават митинзи, да го држу слават или ден во Смилево. Тоа беше жалостно. Како бугарски. Како бугарски. И тоа ме газдата на кафаната Костен, така? Костенче, малечко Костенче, го направи тоа македонско историско дело. Јас ви благодарам што ова ќе се запише во историјата после ова интервју. Сигурно дека нашите македонци ќе го посетуваат Смилево, ќе ги посетуваат историските споменици, музејот, паркот овде, па горе каде што се
моштите и на крајот нормално дека ќе дојдат кај Томе, кај газдата на едно освежување, на едно кафе или на тулумба, впрочем јадевме и тулумба и многу убав ручек. Комат смилевски. Комат смилевски, така. Ви благодарам многу. Фала и вас и се најдобро.